Од Португалија во Кавадарци. Како поминавте во Португалија? Прекрасно. Огромно е задоволството, со љубов да се сака сопствената држава, да се навива и да се споделува радоста. Тоа е најголемото богатство и навистина чувствувам огромно задоволство да ја изразам мојата голема благодарност на целокупната македонска јавност, меѓутоа особено на оние најзначајните фудбалерите кои што од срце, од љубов живеа и ги дадоа најубавите спомени на нашата држава. Мене лично како новинар ми се беде се одговорот на господин судија, Нанев, меѓутоа денеска сме во друга улога, друга функција тука. КТВ и РТК сака да дознаат како вие во каква атмосфера го одбележувате денот на правосудството. Во работна атмосфера. Основниот суд Кавадарци секогаш ги промовирал вредностите на работењето, на функционирањето, на транспарентноста. И ние сме особено горди што во годината кога ја одбележуваме прославата на Денот на правосудството, ги постигнуваме, би рекол, најдобрите резултати во делот на нашето функционирање и организацијски, меѓутоа и во делот на владењето на правдата. Знаете дека минатите 2 години и покрај пандемијата и COVID-19, ние не застанавме, работевме интензивно, пред се подобрувајќи ги условите за работа, организацијската поставеност, меѓутоа и зајакнувајќи ги капацитетите на човечките ресурси, но и ресурсите на самиот суд. Паралелно со тоа активно работевме на извршување на секојдневните работи, а основната обврска на Основниот суд Кавадарци е правораздавањето, односно донесувањето на одлуките. Знаете, судот постапува по судските предмети, кривични, прекрашочни, граѓански и на тој начин морам да кажам дека и во минатата и во претходната година навистина како суд со проширена надлежност веќе, кое што ги покрива територијалните подрачја на Основен суд Кавадарци, Росоман, Неготино и Демиркапија, покажавме изворени резултати како апсолутно ажурен суд, а судиите во Основен суд Кавадарци со целокупната своја професионалност, стручност и ангажираност покажа, би рекол, надчовечки напори, бидејќи остварија ориентациона норма што всушност се остварува за 3-годишен временски период. Да не дојде човек во судот да се суди, меѓутоа ако дојде ќе се чувствува пријатно. Апсолутно, изминатите 2 години во делот на организацијското работење вложивме премногу енергија, меѓутоа и средства заради подобрување на условите за работа. Тоа значи вложивме огромни финансиски средства во делот на креирањето на нова судница, во која што претходно разговаравме, со добивање на нова и најсовремена аудиовизуелна опрема за судење, а тоа значи исполнување на законските обврски како од Законот за кривична постапка, исто така од Законот за парнична постапка. Паралелно со тоа работевме на подобрување на условите за работа во судските канцеларии на судовите, во ходниците, во интериерот, бидејќи целокупниот тој интериер, односно условите, создаваат и многу попријатна атмосфера, не само за вработените од една страна, туку истовремено и за сите странки кои што ги остваруваат правата во рамките на правораздавањето во Основниот суд Кавадарци. Каква е ефикасноста на судот? Имаме апсолутна ефикасност. Основниот суд Кавадарци е апсолутно ажурен суд. Тоа го покажуваат и резултатите изминатата година. Морам да помнам дека постапуваме по најтешките кривични дела, бидејќи сме суд со проширена надлежност. Меѓутоа, во тој аспект единствено што ни недостасува е бројот на судиите. Еден дел заминаа во пензија, останатиот дел не се потполнува, меѓутоа очекуваме дека во наредниот временски период колку толку ќе се подобри и состојбата со бројот на судиите на Основен суд Кавадарци, се со цел уште повеќе да ја зголемиме ажурноста и ефикасноста во постапувањето. Неодамна беше министерот за правосудство, бевте и вие рековте дека сте дигитализирани целосно. Апсолутно, вие ги гледате целокупните услови во кои што Основниот суд Кавадарци располага. Се наоѓаме и пред шалтерскиот систем, кој што е единствено ваков вид, целосно дигитализиран, со електронската огласна табла. Тоа е првата единствена платформа во нашата држава. Меѓутоа, покрај електронската табла, она што значи целосна дигитализација на Основниот суд Кавадарци е нудењето на услугите за издавање на потврда од казаната евиденција за физичките лица. Во ова насока работиме и на издавање на уверение од кривичната евиденција, а многу ми е драго и морам да потенцирам дека од вчера за прв пат
ја пушивме во функција уште една платформа, тоа е издавање на потврди од казнаната евиденција, овој пат за правните лица. Има многу работа со вакви документи. Апсолутно. И сега? Бидејќи секое правно лице за конкурирање на тендер и било извршување на други активности, неопходно е потребно во својата документација да достави уверение или потврда од казнаната евиденција како би можело, нели, да ги покаже своите перформанси. Веќе Основниот суд Кавадарци, значи од вчера започна со издавање на овие електронски уверенија. Што значи тоа? Огромна придобивка, се штеди време, не се губат средства и така натаму, што е еден од најголемите придобивки на правните лица. Од својата канцеларија, преку мобилен телефон, непречено може да ги добиваат овие уверенија. Паралелно со тоа, ја дигитализиравме, знаете, Основниот суд Кавадарци е првиот и единствен суд кој што има целосна опрема за аудио-визуелно снимање, за далечинско судење, односно за онлайн судења, дигитални докази кои што најпрве доаѓаат овде преку приемното оделение. Понатаму имаме целосно функционален АКМИС систем што на крајот на криштата ни овозможува со сите овие перформанси да бидеме горди за услугите кои што ги нудиме на нашите граѓани, а тоа значи дека пристапот до правдата е на високо врвно ниво. Има ли кадар? Во делот на судската администрација оваа година и минатата година успеавме колку толку да ги решиме проблемите кои што се однесуваат на прашањето со судската администрација. Гледате сами млад кадар, полн со ентузијазам кој што навистина секојдневно ги исполнува обврските и тука нема чекање, бидејќи ефикасност и пристапот до правдата и ажурноста е првото начало на работата на Основен суд Кавадарци. Во делот на судиите, знаете, ние сме по систематизација предвидени 12 судови, во 12 суди, во овој момент 6 суди, во секој момент очекуваме дека наша млада колешка која што беше избрана кандидат од Академијата за суди и јавни обвинители да почне со работа, што значи дека колку толку ќе можеме да покажеме уште подобри резултати во делот на ажурноста. Ви го честитам денот на правосудството. Благодарам многу. Благодарам. Да би биде задоволни и вие и оние што ќе ги судат. Благодарам, јас се надевам дека она што го прави Основен суд Кавадарци ќе го прават и останатите судови, дека заеднички со делењето на правдата, со пристапот до правдата, со транспарентноста, со квалитетот на услугите, со ажурноста, со процесот на дигитализацијата, ќе бидеме навистина примери, на тој начин ќе ја подобриме целокупната голема слика за судството. Благодарам. Благодарам и вам. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.